Добар ден, почитувани гости, пријатели, фанови, читатели на авторот Ниче, ви посакувам добре дојде. Денеска е посебен ден. Нека ви е честит денот цветници, кога Синот Божји влезе во Ерусалим со маслиново гранче на мирот, а беше исмеан, предаден и распнат токму од неговиот народ, кој потоа остана без свој дом. Со ова се потврдува многу пати кажаното, дека Бог не испраќа пораки преку своји гласници, но светот најпрво ги исмева, па потоа ги прогонува, за на крај да бидат прифатени. Не правете ја истата грешка и со вашата љубов и добра мисла овенчајте ја за навек рајската и библиска земја Македонија. Во претходните две излагања на авторот ви го покажа начинот како да ја користите Nano Niche 7 техниката, за да што побрзо влезете во една нова димензија и да ја доближите својата душа до Создателот. Во своето дело авторот вели дека оној што ќе научи дека секој ден е најубавиот ден во животот, ќе ги осознае сите земји убавини. Оној што ќе биде трпелив, со смирение и разбирање како природата, ќе го открие земјиот мир. Донесете одлука и не отстапувајте од целта. Патувајќи кон целта, целиот универзум ќе ви се придружи за да ви го докаже вашето вистинско верување. Универзумот и Бог ги сакаат храбрите, кои веруваат и знаат што да побараат, бидејќи тие, тоа што вистински го бараат, го посакуваат со љубов. Се она што мислиме, што мислите дека сте во овој миг, токму тоа доаѓа кон вас, за да ви го докаже вашето уверување. Секој проект кој човековиот мозок ќе го замисли и кон кој сериозно ќе пристапи, половина веќе е завршен. Останатата половина ќе ја заврши посветеноста, трудолюбивоста и вербата во крајната цел. И сето ова не би имало смисла доколку не се реализира во реалноста. Од тука авторот ќе се наврати на неговата крајна цел и мисијата, чиј неразделен дел е секој од вас. Ниче, победата. Добар ден на сите, да сте живи и здрави. Зошто сме тука? За да осознаеме на голема вистина. Значи, не случајно сте, токму вие во овој момент. Значи, нешто се случило да вие сте овде. Милиарди луѓе се надвор од просторија. Но јас ќе ви кажам некои работи кои сите копнеа да ги слушнат. Оние 20 прашања кои сите си ги поставуваме. И токму сега во овој момент кога треба да кажеме ние Пети, потисаката годината. Сега ќе ви се обрати Пети, бидејќи така беше планирано, а потоа јас ќе ви кажам за оние 20 прашања кои сите ги поставуваме и на кои не можеме да најдеме одговори. Значи во мигов 5 до 7 луѓе умираат на планетата. Заминуваат секоја секунда и доаѓаат нови души. Сите копнеат по истото прашање. Сите се прашуваме од каде доаѓаме, каде одиме и зашто сме тука. Сите се прашуваме како е создадена Вселената, што се случува после нашата смрт и илјадници други прашања. Токму за тоа ќе говориме. За создавањето на Вселената и за моќта на нашата индивидуална свест и колективна свест. Значи, морам да ви покажам и докажам дека нашата моќ е неограничена во колективната свест. Што сакаме можеме да направиме? Можеме да ја направиме Македонија една од најмоќните земји на многу едностранни начини. Значи, дадена ни е моќ да создаваме, да креираме. Јапонците тоа го направија по Втората светска војна. Од држава која нема ни еден грам железна руда, сега се најголеми изведници на железни производи. Ја купуваат рудата 1 тон за $100, ја продаваат за $100,000. Значи се е во мисловниот процес. Кога ќе го смените мисловниот процес, тогаш индивидуално и колективно одите со голема брзина кон она што го посакувате.
Секи ви се обрати мојата читателка Бети Кучара, се запознато на 21 декември пред... Да. Во критичната 2012. Да, во критичната 2012. Јас многу ви благодарам. Многу ви благодарам вам како организатори, што сметавте на мене да се обратам, затоа што ова на некој начин ми представува не само задоволство, туку и внатрешна исполнетост, затоа што навистина се најдов себе си. Навистина преку делото на Ниче го потврдив она што, како што и самиот Ниче вели, сите во себе го носиме, но не сме свесни дека го носиме. Јас во оваа прилика, пред да почнам со она што сакам да ви го кажам, би сакала сите вас да ве повикам со еден искрен и громогласен аплауз да му се обратиме на господинот Ниче. Значи, Ниче, сакам овој аплауз да го сватиш како длабока благодарност за тоа што ти го правиш за сите нас, а цело време за возврат од нас ништо не бараш. Значи, ретко кој во денешно време само дава, а не зема ништо. Уште еднаш благодарам на Ниче. Сега јас би сакала на почетокот да напоменам дека ова обраќање требаше да биде споделување на моето животно лично искуство до кое што дојдов читајќи го Ниче. Но не сакам да го сватите како сведоштво, туку како лична и искрена моја исповест. Значи има причина зошто собрав храброст јавно да говорам за најинтимното, за најличното што го носам со себе. А таа причина е моето раснење со делото на Ниче, моето менување на карактерот и на целиот мој ментален склоп. Значи, за првото соочување со делото на Ниче не сакам да коментирам, затоа што мојот коментар издавачот на последната книга Бог е жив го објави на страна 282 и сите можете да го прочитате. Но, пред да отпочнам, сакам да ве замолам со кривање рака да ми кажете кој од вас прочитал барем една книга од Ниче. Значи, ова е навистина убава гледка и сега знам дека после кренатите раце ќе ме разберете сите што навистина сакам да ви кажам. Како што спомнав, ја прочитав првата книга, најголемата вистинска тајна на светот, но мојата работа во наводници не отпочна тогаш. Почна малку подоцна, кога некаде октомври 28 беше, точно, лично го запознав Ниче на една промоција, на една презентација. После таа промоција, јас ги купив сите, значи до вечерта, сите до тогаш издадени книги. Тајната првото издание веќе имав и дома и читано, ги купив второто реиздадено и проширено издание од тајната, вистината и Ниче методот. И луѓе, не ги читав. Значи не ги читав книгите. Ги голтнав во еден залак. И тогаш почнаа моите наги. Зошто? Овно што го прочитав во книгите на Ниче ме натера да си направам само анализа на собствениот живот. Значи се доведов во ситуација да почнам од почеток, како да бев вчера родена. И она што го заклучив од мојата самоанализа, за мене беше
најфрапантното нешто со кое што во животот сум се соочила. Зошто? Сватив дека мојот живот можем да го поделам во две животни етапи и првата е мојот живот до Ниче, а втората, внимавајте, не мојот живот после Ниче, него мојот живот со Ниче, затоа што е тој тука и за наша голема среќа се уште пишува, а и она што го имаме по дома, го имаме на располагање тогаш кога сакаме да посетнеме по него, а тоа се неговите книги. Што беше она страшното со кое што се соочи? Значи, многу ме потресе приказната на првата презентација во средата, што ја слушнавме за господинот кој што сите своји убави моменти ги собрал во една скрипта, да ја наречам, која што ги ја покажа во петокот. И ме врати многу назад во времето кога се барев себе си. Се анализирам. Верувајте, ева таа скрипта од господинот кој што го користи делото на Ниче како патокас во животот, постојано да се навреди на среќата и љубовта. Но, јас дојдов во ситуација да констатирам дека во мојот живот немам убави моменти, освен свадбата со мојот сопруг, кој што многу го сакам до ден денешен, и раѓањето на мојот син. Се друго, верувајте, почитување го нема во мојата глава. Значи, јас не се сеќавам на чувството што сум го имала кога сум дипломирала, кога сум магистрирала, кога се вработи во прекрасна фирма која што ми даваше многу голема плата, кога станав директор на многу успешна фирма, кога се вселивме во куќата која што со мојот сопруг ја изградивме, кога син ми дипломираше, кога тој се вработи, ги нема тие убави сеќавања во мојот мозок, во мојата глава. И тоа беше еден фрапантен заклучок, нешто што ме натера и понатака да копам по себе. Зошто? Си велев, која сум јас, што сум јас во овој живот, зарем е можно да не сум била среќна кога се тоа ми се случувало. А сум била, верувајте, и се уште сум не скандалозна личност, не контроверзна личност. Немам пороци, односно пороците, само пушењето цигари го влечам со себе и сметајќи се себе си за успешен човек, мислам дека сум на врвот. А во даден момент се најдов на дното. Ја барав причината зошто е тоа така. Барајќи ја причината, направив само анализа, како графикони кога цртаме на XY оската, па во горните два квадранти ги ставив свеста и подсвеста, а во долните љубовта и здравовите. Анализирав до најголемата длабочина. Се разголив себе си, значи Ниче ме натера да се разголам себе си до сршта, до сршта. И тука видов не човек, него монструм, чудовишта. Себе си се доживеав како монструм и чудовишта. Знаете што значи тоа за еден човек? Ќе речете зошто? Затоа што за целиот мој живот јас сум имала само болни амбиции, само обврски. Мојот живот сум го живеела за некои други луѓе, не за себе. И тоа била причината зошто јас не се радував на моите семејни и лични успеси. Значи работев како машина, како робот, како човек без емоции. И немаше среќа во мојот живот. А штом среќа нема, значи јас сватив дека сум несреќна личност. По сугестијата на Ниче во методот, јас почнав да барам мои копнежи, мои желби. Верувајте, немав 10 желби да си ги набројам. Сватив дека не копнеам по ништо. Зошто? Затоа што се е обврска за мене. Јас немам емоции. Кратко и јасно. Но, за среќа, јас продолжив да го препрочитувам Ниче, постојано, без посебен редослед во читањето. И читав
како кога сте гладни, па јадете за да преживеете. На почетокот читав за да преживеам. А потоа продолжив да читам за да научам како да живеам. И се уште читам. За да продолжам уште и понатака да учам како да се научам подобро и поквалитетно да живеам. Сето тоа ми помогна да дојдам до причината за целата моја несреќа, која што сум ја живеела, а не сум била свесна дека ја имам покрај себе. Сум се залажувала со фиктивна среќа или подобро кажано, немав соодветна дефиниција за мојата среќа. Знаев дека го имам волшебникот во себе, од како сум родена, од мали нозе. Знаев дека го користам законот за привлечност, како што вели Ниче, од собствените соништа да креираме вистини. Но луѓе сум била слепа, несвесна за моќта што ја имам во себе. Ова што Ниче и во ведното излагање го кажа. Значи не знаеме што носиме во себе. Некој се нашол да ни го посочи како мотацна, а ние се уште не знаеме да го искористиме. И на крајот, како резиме за целата моја самоанализа, дефинитивно сватив нешто што ме извади од таа каша, од таа голгота и од тој страф од животот наедноставно. Се најдов причината. Причината била која? Јас сум имала разум, сум имала срце. Срце во кое што доминирале стравови, да ги изгубам сите љубови, без исклучок. Затоа нема среќа, доминира страво. Но, сватив дека ми нема душата. Кај ми била душата? За да ги поврзе разумот и срцето во едно, за да го направи светото тројство во мене длабоко. Светото тројство за мене се мојот разум, моето срце и мојата душа. И вака кога ме слушате ќе се рече тоа требало со години по оваа да се освести. Не. По првото читање на сите книги било. На сите книги. И со текот на препрочитувањето јас се најдов себе си. Се најдов душата. И повеќе не сум бездушна, како што бев до Ниче. Моите амбиции не се помали од порано, напротив. Сега веќе јас ги координирам моите амбиции. Моите обврски не се поголеми, помали. Напротив, поголеми се. Но полесно ги носам затоа што јас ги контролирам и затоа што јас владеам со нив. Што можете од ова да извлечете како заклучок? Се најдов себе си, пораснав, се ја спознав среќата, која што ја немам. И го прашувам Ниче, дали има начин да се заблагодарам за ова? Нема. Веќе се заблагодарам. Нема начин. И благодарам. Сосема на крајот еден апел до сите вас. Да го читате Ниче. Не да го читате, да го чвакате, да го голтате. Луѓе, јас си ги најдов по книжите и желбите, а сега веќе го имам и трпението за новата книга. Дај Боже да бидам многу брза. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам на господијата Бетни Кучеров, правник по едукација, мој верен читател. Значи, токму тоа се случува кај сите нас. Ние не сме свесни колкава моќ поседува. Значи, моќта е огромна. Во буквален смисол, во секој од нас е еден дел од Бога. Со илјадници години ни беше одземат. Се ни беше одземат. Зборувам сега за македонците, но и за нас како луѓе, како индивиди. Значи, со илјадници години, запомнете, ни беше одземат. Се ни беше одземат. Човечкото достоинство ни го одзема. Љубовта кон слободата, порештвата ни го одзема.
до така требало да биде за да можеме да пораснеме. За да се зголеми жепта за знаењата, за овие знаења кои јас денеска ќе ви кажам. Има работи кои никогаш не сум ми кажал на медиум, верувам дека ќе ви бидат драго да ги чуете. Значи не одбирам огромни сали луѓе кај што или медиум, кај што ќе кажам нешто, одбирам посебни групи на луѓе кои што со љубов ќе дојдат. Значи не одам од човек на човек да делам книга, значи им давам кај што ќе почувствувам дека некому му треба. Точно тие луѓе сте, оние луѓе кои треба да бидат денеска тука. Значи ништо не е случајно. Најдоброто место на Вселената кај што би можела душата на секој од вас да биде е токму сега овде на ова место. Многу години вложив во истражување на индивидуалната свест. И не случајно ми се случи онаа клиничка смрт. Значи, ми беа потребни тие информации. Замислете. Значи, попнежот колку е голем за некој да направи такво случување. За вие да појдете и од милиони случаеви случајно да се случи перфорирање на езофагусот на хранопроводот во Германија далеку од Македонија. И да влезам во една помалку клиничка смрт и да го видам она што треба да го кажам. И јас 14 години водам. Значи, на некој начин човечки инат со тој безтелесен ум, тој планет, креатор. Значи, јас не сакам да го кажам затоа што немам потреба да го кажам, затоа што ќе го кажам. Што ќе добијам со тоа? Да некој ми покаже со прст. Но на крај, значи, тоа се потврди на многу едноставен начин. Оние кои бевте во петокот ми објаснив што се случи, објаснив во книгата. Значи, јас тоа го кажав и тоа се случи. Потоа, истражувајќи во индивидуалната свест, а започнувајќи од мои 13 години, после клиничката смрт открив дека ние можеме да креираме не само во индивидуалната свест, туку и во колективната свест. Значи, се ова што се случува на планетава, значи на саемот, во градот, во државава, на континентот, на планетава, во Вселената. Значи, се е добро осмислено, креирано, значи, од свесни битија. Ако не беа, кои ги нарекувам свесни битија, значи научниците, истражувачите, професорите, докторите, оние кои што се на повисоко ниво, кои свесно креираат. Значи, ние сме креатори. Како што можеме да креираме во индивидуалната свест, така креираме и во колективната свест. И открив тајните на креирање на колективната свест. Но, бидејќи нема апаратура за да докажете, како што нема апарат за љубовта и да докаже некој, значи, дали таткото или мајката го сака повеќе детето, така и во оваа сфера, значи, не постои технологија, не постои апаратура со која може да се докажат тие истражувања. Технолошки еден процес, една методологија мора да се примени за да може на крајот таа научна теорија која јас ја носам и која пишувам во книгата, да видиме дали ќе се реализира и дали ќе стане наука. Бидејќи носам цела наука која може да сруши многу други науки. Значи може да направи домино ефект на најголемите научници што постоеле на планетава, на многу едноставен начин. Значи не може никој да ја напише иднината. Во Бог е жив, ја пишувам иднината за следните 10 години што ќе се случува во Македонија. Значи верувајте, јас не сум ништо попаметен од секој од вас. Значи откривам само една формула која кога ќе ви ја кажам, значи вие сите ја користите. Тоа е фотографско лингвистичко невропрограмирање. Значи правиш програма, ја вметнуваш во иднината, во матриксот, во колективната свест и тоа се случува токму онака како што сакаш. Колку јадрото повеќе се зголемува, со таа брзина се движиме. Значи нешто кога сакаме, тоа се движи бавно. Одеднаш колку се зголемува јадрото, брзината се зголемува и вие патувате со уште поголема брзина кон тоа. И токму затоа велам дека не случајно сте овде. Никому не се јави, да речам дојде. Значи знам кои луѓе ќе дојдат. Токму оние луѓе кои треба да бидат денеска, кои треба да го слушнат тоа. Значи не е некој само да седи и заспан како на училиште да го помине часот и ништо да не слуша. Значи ќе ви кажам работи кои вие сакате да ги слушнете, кои јас сум ги осудил. Значи огромна енергија беше вложена благодарение на онај што јас го видов во тој паралелен свет, за кој не сакам да говорам. Значи многу работи. Неслучајно е крстот на водно од 66 метра. Тие што читале книгата знаете. Значи тоа е на највисоко место прв во светот. Неслучајно сега што се гради во аеродром
третиот крст по големина во светот. Мислете, 2 големи крста во Македонија. Значи 4 елементи, знаете. Значи тоа го значи 4 елементи. Многу работи не случајно се случуваат во Македонија. Да започнеме од создавањето, кој го создаде времето, просторот, енергијата и материјата, бидејќи науката потврдува дека во 20-тиот век има почеток на создавање на нашата вселена. Значи имало експлозија и се е создадено. Значи таа енергија, материја, време и простор започнало да функционира од некој безтелесен ум. За тоа да се случи, сега употребам мојата формулација која ние користиме во физичкиот свет. Значи морало да постои неврофотографско лингвистичко програмирање. Некој супер интелигентен ум, што јас го нарекувам универзална интелигенција или креатор, планер, создател, црквата го нарекува Господ Бог. Значи претходно морал да постои за тој да го направи тоа. Тој е расправил цела енергија, материја, време, простор, интелигенција. Тоа значи дека и ние нормално, кога креираш нешто, ти создаваш, ако треба карактерни особини да ставиш, ќе ставиш своји карактерни особини. Значи тој е создал сите природни закони и секогаш ќе биде на сите тие природни закони. Во тоа што го создал сме и ние, значи и браво карактерните особини што ние го имаме. Среќа, љубов, емпатија, многу други работи. Значи самиот збор емпатија кажува дека и тој има емпатија како што и ние имаме. Значи тој се чувствува со нас. Не сака, но ние не можеме да го разбереме бидејќи тој говори на друг јазик. Неколку научници има кажа многу одамна, меѓу која е и видовитата Вања, вели во 2500 година ние ќе можеме да разговараме со Создателот, со Креаторот, со Бога. Јас ви велам сега од ова место, тоа ќе биде многу побрзо, бидејќи ние напредуваме со многу голема брзина. Значи да преминуваме кон мислите на тој Креатор, Создател. Се ова што гледате по технологијата, во науката, ништо не е случајно. Замислете, ако 19-тиот век беше век на уметноста, ако 20-тиот век беше век на науката, 21-тиот век е век на вистината, век на патување кон мислите на тој Креатор. И се ќе се случи многу интересно. Во еден момент, кога ние ќе созрееме на тоа ниво, дури да експлодира Вселената и Земјата, и ние да исчезнеме, независно што Сонцето ги свети уште 5 милиарди години. Значи ние не умираме, продолжуваме, се спојуваме во едно цело, значи со тој Креатор, Создател како душа, значи продолжуваме да обстојуваме во еден паралелен свет кој еден од научниците вели биоцентризм, значи постоење на повеќе универзуми во исто време. Значи ние не умираме. Умира само нашето тело. Ние сме пратени овде за да пораснеме преку искушенија. Може ќе ви биде чудно, но од сите нас во оваа просторија најбрзо расте ова момче кој е во инвалидска количка. Значи него му се испратени искушенија. Значи што поголеми искушенија со поголема брзина растете, го надградувате системот во индивидуалната свест. Зошто тоа го направил на тој начин планерот, Создателот, Креаторот? Со самото тоа што вие се надградувате во индивидуалната свест. Вие надградувате и колективната свест и свеста на тој безтелесен ум. Значи совршенство. Она што го говоре во Петокот. Значи толку прецизно во атомот. Само ако поместиш една единица од протонот спрема електронот, кој е масата на протонот е 1836 пати поголема од електронот, ќе бидат сите всмукани во јадрото. Нема да постои атом. Ако не постои атом, нема да постои ништо. Се што гледате, целата Вселена не може да постои. 5000 причини и докази сум нашол кои го покажуваат тоа, покажуваат со прст кон еден Создател, кон еден Креатор. Што се случи додека ги пишува делата, еве само ќе повторам, Петокот кажа. Значи, тој Креатор сака да кажам нешто после 97-ма, јас водам минот со тој Креатор, Создател. И тој ми вели, ќе паднеш од 42 метра и ќе останеш жив. И тоа толку сигурно ти го кажа, што јас сум сигурен, да спаѓам од 42 метра, ме сопираат во чашак и јас останувам жив. Продолжувам да водам минат уште цели 10 години, точно уште 10 години. Од 10 години, значи се случува трансплантација на хранопровод, ми земаат дел од типот од црево, ми ставаат и тој по 9 дена пука. Добивам сепса, 52 дена пијам вода, телото се распаѓа. И во тие моменти, бидејќи претходно работам со астрални проекции, можеме едноставно да се одвојам од телото и да преминеме во тој паралелен свет. Тоа се чудно
може би ви звучи сега, но во иднина ќе видите што сум ви кажал, тоа само порано, сите ќе можете да го користите. Тоа е многу едноставно. Значи, тогаш слушам една песна, штраковите повторно ќе се вратат и во збороидите препознавам дека ми вели: стани оздрави за една ноќ и врати се во Македонија. А не е можно да се оздрави бидејќи хранопроводот нема циркулација, разговарајќи со Жан Митрев на телефон, вели да не треважа. Значи не постои шанса. Имаш сепсе, едноставно, делото се распаѓа по 1000 милиграма по 1 литар, значи леукоцити умираат, гној течеше во моите тело. Тоаш го викам докторот и му кажав, значи за 2 месеца, 52 дена за здраве, а само 3 мм и останаа уште 22 мм, 23 и му рекав, јас ова ќе го залепам, станувам и се одам за Македонија. Тој ми рече, немој, не спори нешто што не е можно, медицината такво нешто не познава. Викам во среда во 12 часот. Кога дојдов, тоа беше залепено. Значи останав во таа болница во Камбург, во Епендорф, останав како еден медицински феномен. Но тоа што ви го кажам, сите може да го прават. Колку пати сакаме можеме да се вратиме од смртна состојба и повторно да продолжиме во телото да живееме. Значи ние можеме дури со нашите тела да си играме. И тоа можеш да го правиш постојано. Можеш да се излекуваш за 24 часа од најтешката болест. Се е во системот на размислување. Значи, ништо не може да создаде толку отров во телото колку што може, значи, насмевката и хипоталамус да создаде против отров. Човечкиот мозок е најмокната фармацевтска фабрика во универзумот. Таа може да го создаде секој отров. Значи, сите фармацевтски фабрики не може да произведат она што во моментот му треба на тело. Секоја клетка го чувствува тоа и дава информации, се произведува тоа и го бризгува преку одредени органи. Тогаш ги осознав многуте техники благодарение на она што ми го покажа дека оние прашања кои реков, по кои сите копнеја. Вселената има свој почеток. Тоа не го кажав јас, го кажа врвните научници во 20 век. Значи постои една експлозија од кога е создадена нашата Вселена. Вселената е создадена во една секвенца од секунди, од еден безтелесен ум. Ние сме безсмртни. Во моментот кога Создателот ги создал тие души, тие дел од него, значи тие ги направил да бидат безсмртни. Ние само добиваме тело, се одгонуваме во моментот кога умираме, пред да бидеме погребани и продолжуваме да живееме. Никој не е погребан во гробовите кај што одите, кај што се моли. Значи ова некој да не го свати, значи не сум против догмата на црквата, но едноставно морам да ви го кажам тоа што го видов. Значи никој не е погребан во гробовите. Само останува телото, душата продолжува вечно да живее. Значи никој не е ни пред нас, ни позади нас, ниту горе, ниту долу. Сите сме едно и единство поврзани со тој креатор, создател Бог. Откривајќи ги техниките со кои може да креирам, бидејќи претходно креира во индивидуалната свест, доби се што ќе посетам. Немаше нешто што ќе замислам на кој ќе се фокусирам да не добиам, но сите полини. Значи си играв како Дейвид Коперфилд. И одеднаш, значи после клиничката смрт ми дадоа информација дека јас истото можам да го правам и во колективната свест. Че можеш од собствената држава или од планетата да направиш нешто друго. Лут е оно што ќе помисли дека може да го промени светот. Но едноставно, бидејќи ми беа дадени такви информации, свелам ја немам што да изгубам, јас само треба да пробам. Сето тоа го објаснувам, значи 10 години што ќе се случи во Македонија во книгата Бог е жив. Ако тоа се случи, до моментот додека се случи разговараме за една нова научна теорија, но од моментот кога тоа ќе почне со огромен процент да се реализира со голема брзина, разговараме за цела наука. Значи луѓе, имаме огромна моќ не само во индивидуалната свест, туку и во колективната свест. Сето тоа го зборев кај Јанко сега, да не зборувам за проектот 2022. Значи Македонија можеме да направиме економски да биде меѓу најмокните земји во светот. Ќе промениме колективната свест. Значи ќе направиме едно чудо. Всушност и за тоа ќе пишувам книгите. Значи ова е едно истражување, една анализа и едно докажување на една нова научна теорија. Затоа на секој што е на повисоко ниво, подарете му книга, дајте му книгите, гледаме да биде што поевтини за да може секој да може да подари книга на некој што треба го пробуди. Колку е поголемо јадрото на будење,
толку ние патуваме со голема брзина. Значи, не е најдобар овој живот што го живееме. Секогаш постојат подобри живот. Значи, ние можеме да живееме многу подобри. Веќе кога сме тука на земјината топка, во Македонија, на нашава планета. Значи, да направиме едно будење со кое можеме да направиме чуда. За тие чуда, целиот свет ќе биде воодушевен, значи шокиран, кога сме разбудени. Не случајно Кемал Ататурк кажал, човечкиот живот во однос на вечноста е премногу краток, но за да направи нешто големо, некој големо дело за татковината е доволно долг. Ако се реализираат моите предвидувања, мечти и желби, тогаш целиот свет ќе се запрепасти од она што ќе го направам. Истото во овој миг ви го велам и јас. Значи јас го напишав тоа, нема веќе назад. Ако се случи тоа што пишува, веќе владата голем дел од тоа реализира, скоро 30%. Значи нема назад, ја не сум можел да ја напишам иднината. Глупо се некој да ви каже дека може да ја напише иднина, значи тоа е лук. Мора да постои формула. Значи мора да постои некоја формула со која вие ја пишувате иднината и го пропнувате тоа во матрица. Тоа го носам. Тоа е една многу едноставна цела наука што ние користиме за во индивидуалната свест. Значи фотографско, лингвистичко невропрограмирање. Благодарение на моќта која Создателот ни ја дал, за да размислуваме преку слики, да ги креираме, да ја креираме иднината, ние можеме да ја пишуваме иднината. Никој нека не ве лаже дека постои судбина. Судбина сама по себе не постои. Вие сте судбина. Значи единственото право на целиот животински свет кое му е дадено само на човекот е тоа да се промениш од моментот кога ти ќе посакаш со нови комбинации на мисли. Значи кога ти ќе го промениш својот мисловен процес, како што вели Бети Кучара, значи до ниче и после ниче, значи до самиот себе, било кој, до трајко и после трајко. Значи мораш да бидеш свесен дека ти, за да направиш нешто за себе, мораш да знаеш што сакаш. Кога знаете што сакате во индивидуалната свест, ќе знаете што сакаме и во колективната свест. Неслучајно Лоренс од Аравија рекол, сите луѓе сонуваат, но не исти. Оние кои сонуваат ноќе се будат во правилите длабочини на своите умови за да откријат на аутор дека сето тоа било привид. Но оние кои сонуваат дење со отворени очи се опасни луѓе, бидејќи сонуваат да ги остварат своите соништа. Јас целиот живот сонувам со отворени очи. Верувајте, од ова место ви кажувам, ќе направам такво чудо и ќе ве научам што вие ќе бидете поголеми од мене. По мене доаѓаат луѓе кои ќе бидат многу поголеми. Значи не случајно одбрана Македонија, пишувам Бог е жив и не се срамам да ви кажам. Значи таа универзална интелигенција сака таа енергија да ја покаже токму од овој простор. Ако постои Бог, ако постои креатор, значи ако некогаш сака да тој ги покажува преку науките. Значи преку науките ги покажува неговите мисли многу да суптилен начин и се открива. Но ако постои креатор, тој мора на некое место најпрво да започне да го направи тоа и тоа да експлодира како супернова, кога експлодира и таа се враќа повторно во истите димензии. Тоа значи дека одбрана е Македонија да ја покаже некој безтелесен ум таа божествена енергија. Значи тоа бара, само да го најавиме, не јас. Вие, како што пишувам во книгата, оваа книга не е моја. Оваа книга е на македонскиот народ. Значи ова е што го говорам, сите го знаете, тоа е ваше. Треба ние да го поттикнеме. Веќе се тоа што треба да се случи во следните 10 години, јас сум го напишал во книга. Значи вие сега треба да го инициирате, да размислите и со тоа испраќате порака во универзумот. Вашата вибрација, према вашата вибрација ние правиме линк со металните молекули кои ги имаме во секоја клетка. Буквално разговараме со универзалната интелигенција. И ние тој процес ќе го забрзаме. Кога тоа ќе се докаже. Значи целиот свет ќе дојде на поклонение во Македонија. Не мене, не на вас. Значи на просторов каде што таа божествена енергија се појавува. Зошто е тоа така? Значи зошто креаторот би ја одбрал Македонија, тој создател, планет? Бидејќи Македонија е прва земја во Европа. 814 година пред раѓањето на Исус Христос создадена од крал Каран. Потоа е Рим, а потоа е Атина. Атина како град, држава. Значи ние сме прва држава во Европа. Затоа е борбата толку жестока и затоа ви велам, со илјадници години ни беше одземана. Човечкото достоинство ни беше одземано. Слободата ни беше одземана, творештвото ни беше одземано. За да се зголеми жета, ова е таа жет што ви ја кажам. Значи, ова е таа жет.
кога си жеден, бараш вода, кога си во пустина, да ти ги дадат сите земни богатства, и ги замениш за неколку капки вода. Таа е таа жед и затоа ќе започне од овој простор да се рефлектира нешто многу големо. Немојте да мислите дека случајно се гради 2014. Не е случајно. Се што гледате е однапред многу добро смислено. Јас го најавив отворањето на гробницата на Александар Македонски. Ќе видите што ќе се случи. Значи овде е ризницата и гробницата на Александар Македонски. Мајка му сакала да го сокрие од најголемиот касап, од Кансандер, што имал омраза, што целиот ген го уништил на Александар Македонски, овде во северниот дел на Македонија и неговиот саркофаг по 2 години. Значи два саркофага се оди во Сива, другиот по 2 години по морски пат доаѓа во Македонија и саркофагот се носи во Горна Македонија за да го сокрие од Касандер. И точно останува на овој простор во Македонија. Значи многу работи ќе се покловат кои едноставно ќе биде шокантно. Криското езеро е најстаро езеро во светот. По тоа езеро е водата која е донесена од Атлантидите, која е донесена од другата планета, основата за да се зачне животот. Таму има река која е Климентица. Во иднина таа вода ќе биде вода на безсмртност. Значи малце чудно вие што ви говорам, но ќе отворите на интернет па ќе видите чудни работи се случуваат. Како оние чудни работи што научниците Рочен Пероус и Хамеров што велат, и Ланц и многу други што велат, потврдуваат веќе дека ние сме безсмртни, дека душата е безсмртна. Значи ќе се шокирате од информации. Верувајте, ова во моментот само ви е малце чудно. Само за извесен период ќе ви биде многу нормално. Значи вие исто ќе го знаете тоа. Бидејќи јас сега ќе ве заинтересирам за таа тема, ќе го протнам тоа во вашето размислување и вие ќе започнете да откривате вашата подсвест, ќе ви го докаже вашето верување. Значи се она што го гледате, 15 минути. се она што го гледате, значи ништо не е случајно. Ако се случи некоја случајност, тоа некој многу добро однапред ја смисли. Значи, или креаторот, или ние самите. Дадена ни е огромна моќ. По трет пат ќе го кажам тоа и на претходните предавања го кажам. Значи, при оплодување се излеваат 200 до 300 милиона сперматозиди. Тоа е колку United States of America. Во УСА. Во време на оплодувањето се оплодува само еден сперматозид. Значи, колку цела Америка само еден е победник. Вие сте победници. Немојте ни погрешка да пловите на вашиот брод како слеп патник. Вие сте родени да бидете победници. Бидете капетан на вашиот брод. Значи, знаете што мислите, мора да имате контрола на мисловниот процес, она што го пишувам во моите дела. Од моментот кога ќе се ослободите од сите негативни мисли, од омразата, од гневот, од завидливоста, значи од тој момент веќе го празните вашиот биокомпјутер и имате простор да ставите многу позитивни мисли. Но ние сме создадени самите себе си да си ја сечеме гранката и да манипулираме самите со себе си. Бидејќи дневно имаме околу 100.000 мисли, а 80%, поточно 80.000 мисли се негативни, само 20 се позитивни. Внимавајте што мислите. Внимавајте што креирате во вашата индивидуална свест. А потоа, кога ќе се очистите од таа негативност, од таа вибрација, ќе знаете што сакате во животот. Кога знаеш што сакаш, половина од работите се завршени. Треба го направиш само првиот чекор. Секогаш кога сте знаеле што сте сакале, сте го добиле тоа. Овде гледам професори, доктори, научници. Значи, вие сте го побарале тоа. Нека ми каже еден дека од вас некој не го побарал тоа. Со многу љубов. Но има и луѓе кои се случиле лоши работи. Го повикале тоа со страх. Ако мислиш дека мажот ќе те изневери постојано, тоа го вртиш во глава, значи ти му ги испраќаш тие информации, тој да не сака тоа ќе го направи. Ако мислиш дека детето ќе ти се повреди или ќе се случи нешто со него, значи ќе се случи тоа. Познавам многу мајки кои, нажалост, морам да кажам, несвесно ги убија своите деца. Значи мајката не смее да размислува за своето чедо, бидејќи таа е најповрзана лошо. Секогаш треба да го гледа, значи во позитивна смисла дека секој му се случи добро. Вие не знаете колку е моќен законот за привлечност. Значи тоа го истражува 6 месеци. Значи не случајно во Светото писмо е кажано, значи можам да ја поместам оваа планина, можам да го слушам овој храм и да го изградам за 3 дена. Таа. Значи тука ми е мојот финансов директор, па тој знае
Значи, истражувајќи што може да се случи во секунда, предизвикувам сообраќајка кај што не може да постои ни едно возило. Значи, тогава е брзината на закона за привлечност и тогаш му велам, останува уште да пробам да слушам плоча, значи објект. Одам, ја рушам и само му се јавам, викам, земи ја камерата, ево се смешка тука и вели, знам ја сруши плоча. Значи, не можете да сватите по кава е нашата моќ. Но, ако продолжиш во тој дел, бидејќи ние немаме 100% контрола во мисловниот процес, многу добро го смислил креаторот тоа. Значи, ќе се ја исечеш гранката на која седиш. Секогаш кога ќе помислиш нешто лошо за себе или за некој друг, тоа во секунда ќе се случи. Значи, никој не смее да се игра со таа техника, дури и афирмациите. Кога пишав во книгата таа афирмација, предупредувам да не ја користите. Значи, афирмацијата е се што ќе помислам ми се случи. И таа повторуваш неколку дена, месеци. Одеднаш гледаш дека се ти се случува. Но тоа е премногу опасно. Значи, никој не смее да се игра со таа афирмација. Има многу поедноставни афирмации со кои ние можеме да добиеме се што ќе посакаме. Тоа значи дека ограничувања не постојат, неодговорени прашања не постојат и нерешливи проблеми не постојат. Креаторот ни го дал најмокното право, индивидуално право. Ни го дал правото, најголемото демократско право да бидеме што сакаме. Значи, тој ни рекол, биди што сакаш. Што се твоите мисли, тоа си ти. Значи, многу добро размисли. И како што и минатиот пат ви кажам, значи, ние сме се она што е после јас сум. Се што мислиш за себе, тоа си ти. Ако ги елиминирате очекувањата во овој момент, се што имате очекување, елиминирате од главата, ќе видите колку ќе бидете чисти. Само очекувањата болат во овој физички свет. Колку повеќе трчаш кон нешто, толку повеќе тоа бега од тебе и се ствара една барикада како стаклено звоно. Колку повеќе го побаруваш со заблагодарување, толку повеќе тоа доаѓа кај тебе. Значи, на некој начин се кажам, Бог не сака да го молиме, Бог сака да се заблагодариме, значи таа универзална интелигенција, нашата подсвест. Кога се заблагодарувате за она што го имате, вие тоа сигурно ќе го добиете. Кога се молите упорно за тоа да го имате, значи вие не можете да го имате. Дури детето кога ви е болно, заблагодарете се што детето ви е здраво. Универзумот ги препознава сите знаци, ги слуша сите гласови и малата мравка, што вели Венко Андоновски, во темната ноќ, кога ги движи нозете, Господ го слуша како тропот на коњи, како галоп. Значи, не постојат случајности, со оваа реченица сакам да ви кажам. Значи, не постојат. Се зависи од вас самите и од никој друг. Никогаш немојте во животот никога да обвинувате. Само простакот ги обвинува другите. Благородниот човек се обвинува себе си. Се започнува од нас, од нашата внатрешност. Се она што го гледаме, всушност сме ние. Ќе ви кажам една приказна, еве, координаторот ми поменува дека веќе времето помина. Значи, во еден манастир живеат 4 монаси. И една вечер еден монах излегува, рипа преку оградата, не им кажува. Еден од монасите, првиот што го видел, рекол, овој оди во селото да прави блуд. Вториот што го видел, помислил, значи овој е крадец, оди во селото да краде. А третиот помислил, колку вика има љубов преку Бога. Оди да се моли за да се спои со Бога. Дали ви е јасно? Секој од нив го мислел тоа што е сам. Значи, тоа е моќта, луѓе. Затоа не отварајте уста да зборите. Кога збори некој со мене, јас ништо не го прашувам. Значи, јас точно знам што тој размислува. Бидејќи тој се ми каже. Кога некоја, значи развратна жена ви кажува дека сите се развратни, она све ви кажува. Ако некој ви кажува дека сите се лопови, значи се ви кажува. Ако некој друг ви кажува дека прекрасни книги чита, повторно се ви кажува. Значи, секој од нас го озвучува само она што го има во неговата внатрешност. Како што кажал Херман Хесе, она што го имаме кај нас го приметуваме кај другите, она што го немаме не возбудува. Многу имаме за зборење, верувајте она што ви го кажувам. Значи, е една многу голема вистина. Ова е снимено, ќе оди на YouTube, може да го гледате, значи повторно, ако нешто не ви е јасно. Наскоро ќе правите многу поголеми чуда од мене. Всушност, тоа е мојата, на некој начин никогаш не се употребил збор мисија, да ве научам. Да ве научам да правите
поголеми работи од мене. Имам незавршени работи. Треба да појдам негде и ќе го оставам сами на себе. И тогаш ќе направите нешто. Нема да бидам потребен ниту јас. Научете ги тие што доаѓаат по вас, нема да бидете потребни ниту вие. И ќе се промени светот на нешто многу убаво, прекрасно. Таа љубов што ја имам видено во паралелниот свет, значи не можеме да ја пренесеме. Но ако само 5% пренесеме од таа љубов, светот ќе стане чудо. Имате љубов према другите луѓе. Подарете. Ако не можете да подарете, подарете му добар збор. Значи љубовта никогаш не се троши. Кажете му најубаво нешто на било кого. И тогаш ќе се случи чудо во вашата внатрешност. Ќе видите дека светот околу вас се менува. Само ние, кога ќе се промениме, тогаш ќе се промени светот. И запомнете, кога ќе се изгуби јас и кога ќе настапи ние, тогаш ќе го најдеме клучот од нашата душа, која се отвара само одвнатре. И тогаш ќе се зближиме метафизички со Вселената, со тој Креатор. И тогаш ќе започнат да се случуваат чуда во нашата колективна свест. Значи ќе бидеме и многу по-богати, многу по-паметни, многу поедноставни. Значи ние го комплицираме животот. Ние се правиме секогаш нешто што не сме. Многу ви благодарам, многу ве сакам, бидејќи дојдовте точно тие што требаше да дојдат овде. Сега може да поставите било какво прашање. Значи не постојат ограничувања во прашање. Дури да ви биде многу чудно, поставете. Значи нема прашање на кое не би ги одговорил. Значи ќе ви одговори некој друг, ќе направам линк и ќе ви одговори. Пробајте со било какво прашање. Повелете ако некој има прашање, значи дигнете рака, поставете, бидејќи немаме многу време. Слободно, значи како да сме еден тука. Воопшто не размислувајте, повелете. Да не го носиме. Во кој смисол? Значи природните закони се ненеми. Сонцето е создадено при 4,5 милиарди години и ќе свети уште 5 милиарди години. До тогаш можете да замислите ако ние живееме, што ќе се случи со нас. Значи ние сме безтелесни битија со нашата свест. Значи многу тешко се менуваат тие магнитни полиња како што Хокинс кажал, вели да случајно настанала Вселената и тие магнитни полиња и гравитацијата во еден атом. Значи тоа ви е како на слеп човек да му дадете да мести во букова коцка. Тоа е 1 на 10 на 125. Значи тоа е милиарда, да не наобројам пати. Значи не можно. И тој споредува. Вели тоа ви е како исто како да гаѓате од едниот крај на Вселената и да погодите во 2-3 см точно во целта на другиот крај на Вселената. Значи постојат неможни работи. Се е така прецизно направено со магнетните полиња, што ние сме на одредено место во нашата галаксија, значи во универзумот, значи во нашата галаксија кај што можеме ние да навредуваме. Значи точно во Млечниот пат, ако сме биле во средина, таму постојано има експлодирање на супернови, има гама зрачење и радиоактивно зрачење, значи ние таму не можеме да живееме. Точно сме на овој простор кај што можеме да навредуваме. Значи тој Креатор, создател, планет, си направил комплетно план. Значи ништо не е случајно да дојдеме во овакви дела, да можеме да го напредуваме системот и да можеме да пратиме. Говорете? Дали има некој друго прашање? Повелете. На енергетските портали, значи овде има портали, тоа го пишувам. Значи зошто е одбрана Македонија? Ние сме четврта цивилизација. Значи кога ќе се случи колапс, се види експлодира на земјината тука. Значи одреден број на души излегуваат и повторно се враќаат во преку еден портал. Значи порталот е во Македонија и затоа немојте случајно да мислите дека амбасадата е случајно изградена америчка. Значи тие добија информации, бидејќи имаат и од четврто ниво, и се даде наредба се изгради америчката амбасада овде затоа што овде ќе се случуваат чуда. Тие ги нарекува божествени случувања кои се случуваат во Македонија. Значи сега тие и затоа ние прошпартаат цела земја со скенери и со сонди со хеликоптери. Значи не им е јасно како може токму во Македонија. Луѓе по Македонија е библиска земја. Свети апостол Павле најпрво стапнал и одовде започнал да шири христијанството.
Значи ништо не е случајно. Во 16:9 според Витови пишува и насам му се јави македонци му рече: дојди во Македонија и помогни ни. Во 16:10 пишува и тогаш разбрав дека самиот Господ не повикал во Македонија да го проповедаме евангелието. Зошто ова го велам? За ниедна земја во Светото писмо не пишува дека Господ ги повикал во таа земја. Можете да замислите колкава е таа моќ. Некој пред 2000 години го напише дека Господ ги повикал во Македонија. Зошто ги повика? За да покаже таа божествена енергија. Не случајно целата таа борба низ која поминуваме со името, со идентитетот, со јазикот, со македонштината. Значи колку се искушенијата поголеми, толку е жетта за знаење и љубовта е поголема. Значи тој креатор сака да го сврти вниманието кон Македонија. И затоа се вели дека последната борба помеѓу злото и доброто ќе биде во Армагедон. Тие велат дека едно место тоа во Палестина, значи во Македонија. Последната борба ја започнуваме ние сите, вие, значи преку мисловниот процес. Колку повеќе добро испраќаш, толку повеќе го уништуваш злото. Бидејќи ниедно зло не може да одолее на љубовта. Љубовта која ние испраќаме е најопасното оружје во универзумот. Значи вистината и љубовта се најопасните оружје во вселената. Некој друг како има прашање, повелете. Символот на зверот на животот е тоа ќе символот на цветот, цветот. Добро, ја слушам зверот. Ајде прво ќе кажам за зверот. Значи зверот кој е најавен од Нострадамус, значи доаѓа. Тоа ќе биде чип, многу мал. Ако го ставам на малиот прс, може само првиот ред да го видам. До 2017 година ќе го има вградено сите американци, потоа ќе сакаат да ни го наметнат нас во Европа. Значи, манипулација на колективната свест од луѓе кои сакаат да се наметнат како живи богови кои се убави, кои имаат пари. Рочилдови, Барбов, Маер, значи неколку најмокри фамилии кај што 96% од капиталот на земјината топка е во нивни раце. Значи, они сакаат да манипулираат со колективната свест. Всушност, јас се борам против најмокрите фамилии на многу едноставен начин. Ги ги уништиме со љубов. Видите што ќе се случи. Значи, они го планираат тоа, но ќе ја промениме колективната свест. Значи, они сакаат во секој американец да има чип и ти едноставно си бројка. Ако ти кажеш нешто против владата или против него, само ќе ти исклучи. И ќе ти завршуваш во лудница. Ќе чат ти потелу, и ти не можеш да плаќаш со картица, не можеш да се кашиш, тоа ти е пасош и картичка за плаќање, значи све. Тебе те исклучува и ти не постоиш. Ти си ништо. Зошто? Зашто си поинтелигентен од другите. Значи на тој начин ги елиминираат интелигентните луѓе. Никој не сака интелигентен човек да има покрај себе, зашто ќе му го загрози престолот. Сите убиства, дури има и син убива татко во македонската историја за да му го земе престолот. Во сите царства, кралства тоа се случува. Значи држете ги подалеку интелигентните од вас, за да може да ги манипулирате. Е сега за цветот. Оној цвет, и не случајно го кажат, значи зверот, гледате, тука не постои случајност. Значи цвет кој ќе се бори против зверот. Значи ние, македонците, треба да донесеме нешто ново, една борба со љубов. Значи многу работи почнале од тука и ќе завршат тука. Значи ние сме потомци на Атлантидите. Значи не случајно сме дојдени овде на овие постои. Го пишувам всушност тој го книга. Да. Велете со прашања, немојте да се воздржувате. Значи рачунајте дека сте сами тука, дури и мене дека ме нема. Значи прашајте што сакат. Повелете. Значи, господине Вели, знаете како се движи животот од Сиријата па надале? Да, ова експанзија на овој напредок. Ова просина, да. Дали вие ги оправдувате таа брзина, тоа што се хваниме? Токму тоа ви велам. Значи, немојте да имате очекување. Сега ќе видиме најголем притисок, најголема динамика. Се се случува. Ако се движало се, значи за 100 години што се движало се, ќе се движи технологијата, науката, динамиката за 10 години. Само тие што ќе можат да издржат. Значи тие ќе можат да издржат и тие ќе одат напред. Другите ќе отпаднат. Значи тоа е токав притисок за тоа што се надградува со многу голема
брзина, системот на размислување, биокомпјутерот кај секој од нас во индивидуалната свест. Затоа и научниците, поточно медицината, вели, користете го мозокот, дека ќе го изгубите. 40% од синапсите се губат за неколку месеци кога не го користите мозокот, како што атрофираат мускулите кај спортистите. Значи исто, кога го користиш мозокот, еве гледам некои што напредуваат тука, има професори, значи постојано учат, одушевен сум колкава материја поминуваат на години, на мои години. Значи тие не можат да прекинат учење бидејќи тоа го бараат како духовна храна, значи го надградуваат постојано системот меѓу тие 100 милиарди клетки. Колку се поголеми синапсите меѓу тие клетки, вие колку со поголема брзина доаѓате до информации. Замислете 100 компјутери поврзани со што погусти врски, синапси, во случајот на мозокот. Значи, користете го мозокот. Јас тоа не го оправдувам, но мора да се случува. Значи, технологијата ќе оди со многу голема брзина. Можете да замислите, немавме компјутери до 90-тите години, постоја имаше во некои домови до крајот на, значи до крајот на 80-тите, потоа до крајот на 90-тите имавме сите во својот дом, па немавме мобилни, имавме мобилни, па се имаме тач мобилни, кои имаат толку комбинации што просто не ви се верува. Наскоро ќе има да можеме да си играме со фолграм. Значи, чуда ќе се случуваат. Бидете подготвени за тоа е многу нормално. Но немајте очекувања. Тие очекувања болат. Бидете среќни во она што го имате. Значи, секој од нас носи едно чувство дека нешто ни недостасува. И постојано го бараме. Што и да имаме, ние тоа го бараме. Дори на крајот на светот година. Значи, тоа чувство може да го уништите. И она его што ние човечко го имаме. Со една мисла, да немате очекување. Јас немам очекување, јас ќе добијам се што ќе посакам. Кога ќе се ослободите, кога ќе кажете дека секи имате што ќе посакате. Вашата вибрација се менува, бидејќи ние сме 80% на вода. Кога вибрацијата ја менувате, тогаш преку металните молекули линко се прави со Вселената. И вие ги повикувате, работите како Дейвид Копперфилд. Си играте со работите. Значи, верувајте, немам поедноставни зборови со кои би можел да ви објаснам. Толку е се едноставно, но ние не го применуваме или пак се чудиме, како што Бети Кучара ми рече кога ме виде прв пат. Вели, не можев да верувам. Тој таму негде, јас тука, вика. Тој попаметен од мене, вика, не ми кажува ништо ново, а вика, ова функционира. А знае се. А знае се, еве. А знае се. Значи, може да замислите, не од тие знам се. Значи, најмокните работи во науката и во се што е откриено се во едноставните работи. 1 и 1 се 2 и никогаш не може да бидат ништо друго. Повелете. Значи, наскоро ќе се раѓаат деца, многу прашање, значи индиго деца, Ете. кои ќе бидат многу на повисоко ниво од нас. Веќе тоа се случува, ми донесува една детенца 12 години која ги прочитала сите дела и што немаше потреба да збори, мудрец, само се гледаме и комуницираме. Значи, наскоро, видите, подготвени ќе се случува, доаѓа нова генерација, деца на индиго, кои ќе бидат многу интелигентни. Тие се тие свесни битија кои ќе ја поведат оваа планета во нешто друго. Нормално ќе има искушение и превирање, и војни, и закани преку од најголемата сила, кон Европа и кон Америка, но и тоа не е случајно. Затоа што светот се плаши од една голема вистина. Ние сме еден народ од овде до Сибир, значи македонци, бугари. Бугарите се ништо друго освен македонци, 80%. Срби, хрвати, словенци, украинци, Белорусија, Русија, значи сите што збориме словенски јазици и претешно оние кои го припаѓа православието, но има и кои се католици. Значи, тие кои зборат словенски јазици, тие се еден народ. Во 186 година, во нашата ера, кога го убиваат римјаните крал Персеј, олигархијата, воената олигархија и аристократијата бега во Украина. Зошто таму? Украј, и така ја нарекуваат Украина, бидејќи таму се железните луѓе од кои преко го взимаат, го снабдуваат, значи, кола за војската на Александар. Дел од нив се враќаат во 6-тиот век овде, затоа велат дојдоа словените со трска. Како не, дојдоа словените надпросечно глупи и победија овде една цивилизација која постои од 814 година пред раѓање на Исус Христос, имала држава и имала империја.
Абе, ајде, не запакај, па кај отидоа луѓето ги качија на бродови македонците ги фрлија во Бело море. Абе, тоа се работи кои треба да си надпросечно глуп за да поверуваш. Значи, нонсенс. Значи, тоа е луда работа. Значи, постоела цивилизација. Римјаните биле толку жестоки и немилосрдни. Значи, толку убиваат за една недела, убиваат околу 300.000 најпаметни луѓе. Македонци, останатите што биле архитекти, градежници, ги носат она што го гледате во Рим се е изградено. И токму кај Томиш пред 5 години, 6, 98, 2008, говорев за тоа. Значи, римјаните ни ја украдоа културата, затоа што не ни земаа сите, и со тоа го изградивме Рим. Грците ни украдоа митологијата и историјата, ние не сме свесни што имаме, ние не сме свесни кои сме. Значи, една мокна цивилизација. Радувајте се со што сите се борат против нас. Ако соседниве земји кажуваат дека се македонци, греците велат дека се македонци, бугари дека се македонци, па и србите некој начин кажуваат дека Александар Велики го не е битно, и сите други. Значи, што останува? Дека ние сите сме исто. Светот се плаши од обединување на овие земји, околу 750 милиона. Ако ние се обединиме од најстратешкото место, значи од Беломорска Македонија, а и еве од Гевгелија, до Јапонско море, она што е православието, ние ќе го владееме светот. Најголемиот страв на Ротшилдови, значи на најмокните фамилии во светот, е стравот од Русија. Значи, морам да ви признам, јас немам идоли, но морам да ја кажам, во политиката идол е Путин. Значи, тој е звер, тој е машина, тој е толку моќен, психички и физички, тој е животно. Во езотеријата ми е Дейвид Коперфилд, во музиката од Бонд ми е Хайкли, значи онаа која свири на виолина, четирите дели. Од романи, значи од писателка Агата Кристи, значи да направиш нешто. Но овие кажам за да ви кажам, значи врв е Путин, во него иде Дейвид Коперфилд. Значи Путин сака да направи едно чудо, затоа што знае наскоро, по известен период, тој ќе се замине и ќе умре. Што ако не го промени, ако не го донесе духовното? Русија е многу моќна земја, многу богата земја. Во книгата пишувам дека следните 10 години ќе се откриваат чуда. Руската академија пишувам дека ќе потврди дека тие потекнуваат од војската на Александар Македонски и се македонци. Веќе Руската академија потврдува. Наскоро Русија ќе потврди дека тие секој ги бара корените, секој да сака да знае кој е, од кај доаѓа и каде оди. Значи ќе потврди Руската академија дека тие се македонци. Украина ќе извади такви артефакти кои ќе го шокира светот. Докази од овде кои се однесени во тоа време. Ќе отвориме гробницата на Александар Македонски, кај што е златната книга. Таму писмото е на старо македонски и се ќе падне во вода на грците. Ќе се види дека грците имаат украдено целата митологија и целата историја. Потоа ќе се најдат пирамиди. Она интересно е што сега геоглифот што се бара од Касиопеја. Ќе видите што ќе има таму. Значи светилиште како пирамида. Значи ќе се открие она што го кажува професорот Бабани, Никола Бабани научи дека земјата е населена со 3 раси од 3 планети. Значи дека ние сме четврта цивилизација и се врти во еден круг. Кога овие информации ќе ги имате, кога вие слободно ќе се опуштите и знаете дека сте бесмртни, значи можете да имате толкава сигурност што можете да добиете се што ќе сакате. Кога ќе го елиминирате она очекување, значи очекувањата кои болат, значи повторно вие може да добиете се што сакате. Во моментот кога ќе сватите дека вие сте биле до денеска само се она што е после јас што мислите само за себе си, тоа ќе сватите дека вие може да бидете и било што сакате. Затоа и јас кога ви пишувам посвета, пишувам види што сакаш. Тоа е проблемот. Значи јас ти кажувам, а ти посвета на тој и на крај види што сакаш. Значи секој од вас може да биде она што посакува. Посакајте. Немојте мисли дека премиерот е случајно премиер или некој председател на светот е случајно председател. Луѓе тој го повикал тоа, се ставил на таа вибрација, тоа го објаснал во Бокеши. Значи се е вибрација во просторот. Благодарејќи на тие вибрации ние добиваме позитивно и негативно. Не постои негативна и позитивна енергија во просторот. Значи постои само енергија. Позитивната или негативната енергија ние ја креираме самите и никој друг. Значи не може некој да ви креира позитивна или негативна енергија и да го стави во вашиот систем на размислување.
Затоа што мозокот постојано размислува во сегашно време. За мозокот ваш не постои минато и идно време. Да не го трчиш. Значи за мозокот не постои сегашно и идно време. Ако јас ви кажам сега дека јадете лимон и ви повторам честотен и колку ви убав лимонот, железните автоматски почнуваат да лачат. И ако ви речам сега, немој некој да помислам на розов слон. И што мислите се? Не можеш да го излажеш мозокот. Значи мозокот не се лаже. Илјадници километра да нема девојка и некој кој почне да мисли на голо жена и нормално ќе се случи или обратно, или жена на маж. Значи нормално сликите кои ги вадиш, ние со тие слики се храниме. За да ви докажам, ќе ви кажам едноставна работа, која кажам во првото предавање. Че кога кажам Африка, пред вас излегува карта или континент на која гледате Африка. Ако кажам Америка, повторно исто. Кажете ми, дигнете рака, кој знаете кај се наоѓа изгубениот континент Лемурија? Ево мојот финансов директор и тамо еден човек. Тројца, четворица. Значи четворица знаат, еве, 5 души кај се наоѓа Лемурија. Никој од вас не знае кај се наоѓа Лемурија. Знаете зошто? Ја немате сликата, бе, луѓе. Сега ако ќе ви кажам, вие одма ќе знаете кај се наоѓа Лемурија, бидејќи мозокот проширен со нова информација. Никогаш не може да се врати назад. Осознавате љубов, секс како адолесценти, нема враќање назад. Пробајте да заборавите што ќе ви кажам, ама нема да можете да крајат на живот. Лемурија се наоѓа кај Малдиви во Индискиот океан. Значи, веднаш од Индија, во Индискиот океан кај денешните Малдиви, тука е Лемурија, изгубениот континент. Дигнете рака сега кој знаете каде е. Значи, сите што знаете кај е Индија, сите знаете. Замислете како се надградува едноставно системот преку слики. Значи, ние не одиме во школа, училиште да станеме попаметни. Значи, да направиме една методологија, систем на учење кај што ќе можеме да бидеме восприемчиви на информации за да можеме со голема брзина да напредуваме. И тогаш со тек на време, значи тоа кај што повеќе се фокусираш, во тоа напредуваш. Ако сакаш да бидеш доктор, бидеш доктор. Значи таму ти оди фокусот. Ако сакаш да бидеш архитект, инженер. Значи се зависи од нашата внатрешна перцепција, од нашата љубов, бидејќи се што сме добиле во животот сме добиле по два основа, по основ на страх и по основ на љубов. Затоа внимавајте кога се плашите. Немојте да се плашите за вас, немојте да се плашите за вашите најмили. Никогаш. Немојте да имате непријатели во вашата глава, немојте да имате гнев и омраза, бидејќи тоа е најниската вибрација, најопасната вибрација. Еден научник, значи, прави скала од 1 до 1000 на вибрации, значи 235 е нормална вибрација. Сожалувањето е на најниска вибрација кога се сожалуваш. Значи тогаш паѓаш во тешка депресија. Тоа е негде 35. Страшно нешто. А моќна вибрација би било 500 кога еден може да инфицира 750.000. Маса од 750. 750.000 луѓе не исправа координата. Ама тие не постојат. Значи, насмете му се кој да ви каже нешто. Значи, тој ви кажува како сугестија, ако ви каже дека сте глуп. Значи, вие, тоа е сугестија. Вие, ако го прифатите како автосугестија, вашата подсвест ќе почнува да ви докажува дека вие сте глуп. Значи, ви имаш пари, ако ти каже некој ти си сиромав, ти видиш ке немаш пари. Од страва што ги имаш, ќе создадеш вибрација со која ќе почнеш да ги привлекуваш тие работи. Тоа, многу добро прашање. Значи, господината прашува како да се заштитиме од негативните вибрации кога сме во присуство на луѓе кои имаат такви. Испратете им љубов, уништете ги со најопашното оружје. Значи, ништо не може да се спротистави на љубовта. Значи, колешка ваша ве малтретира. Речи, затоа да свараме на кафенција. Прво ти речи оваа за бегал. Речи, после 2 часа, отидам да купам нешто цигарчиња, бурих нешто не сакаш да јадеш. Дали се слуша? Значи, буквално и влегуваш во системот и она не може да одолее, како што кажав, ниедно зло не може да одолее на љубов. Знаете што? Имам стотици такви случаи, доаѓаат после ми кажуваат, или не можеш да веруваш. Оваа вика збореше против мене, вика во цело школо, дојде и вика со плачење ми се извинуваше како си била ти добра. Значи имам чудни случаи. Да не ти се верува, да не ви се веруваш што се случува. Значи кај луѓето буквално го уништуваш, му влегаш во системот со најопасното оружје, љубов.
Само така може да видиш. Гледате, ова ви е шанса, сега имаме многу голема шанса да ви започне. Како? Колку сме близки до отварањето на гробницата на Александар Македонски. Значи, колку сме близко. Ако 2300 години патуваме кон отварањето со оваа брзина, колку повеќе луѓе го мислат тоа, го посакуваат, бидејќи ја ставив билборд пред неколку години целиот град беше изсветлен. Значи сега брзината е зголемена. Сме премногу близко. Тоа ќе се случи, значи има две варијанти. Значи може да се случи како што се случи 91-а, сакаше Грција сакаше да интервенира воено 91-а. Веќе јавна тајна, знаете, и го пишам во книгата. Турските генерали, бидејќи генералите во Турција им се закани, ако влезете вие во Македонија, оние викаат Ромелија, ако влезете во Македонија, ние одма ќе ве нападнеме, независно што сме во НАТО. И тогаш интервенираше НАТО, ги сетна на маса и ја смирија ситуацијата. Огромната енергија која на грците им беше украдена, бесот им се го искажаа преку ембаргото во 92-а, затоа ни направија ембарго со нафтените деривати, со енергенсите и со многу други работи. Што значи дека и сега истото би се случило. Европа за да направи мир, ќе рече, добро, не е ни на Грција, не е ни на Македонија, ќе го земеме ние сакот. Попадот ќе однесеме во Михен, во музеот, па вие ако ќе решите ќе ви го вратиме. Абе, Р нема да добиеме ни од реплика, а не реплика. Тоа се гадови. Морам да кажам со тој збор, бидејќи тие се плашат од нас, бидејќи сме прва држава и најстара цивилизација во Европа. Тоа е природно и нормално. Како преска што ви кажа, да се плашиш од тој што секогаш е попаметен и нема го земеш до тебе затоа што ќе ти седне на столчето. Многу нормално. Значи, многу сме близко до отварање на гробницата на Александар Македонски. Јас го најавив меѓу првите, значи не е джентълменски да кажам, прв, Паско го најавив, значи го најавив неколку луѓе. Тоа ќе биде едно од чудата, значи не е најголемото чудо, едната од чудата кои ќе се случуваат. И многу интересно, сите работи ќе се случуваат во исто време. Ќе започне Македонија да се гради со ранчови, ќе почнат и селениците да се враќаат. Ќе се зголеми процентот на македонци овде. Ќе има фарми, водопади, езерца, ќе се смени, ќе има 12 брани по течението на Вадар, значи како символика на 12 апостоли. 12 брани, првата од Башино село до Евгемија последната ќе биде, кои ќе произведуваат струја и кои ќе ја води на флуидото на водата, бидејќи единствената материја во универзумот на која флуидот може сам по себе да расте нагоре е водата. И единствената материја во универзумот која спротивно реагира на сите останати. Значи да, топло се собира, наладно се шири, значи замислете какво лизгање имате по мразот, кој ќе се стврдне, замислете го флуидот, кој се качува нагоре, значи ако овде има песок, голема количина и ако испудам вода доле, значи водата ќе се качи на 30 до 40% нагоре сама по себе. Значи кога ќе направиме браните, оно што е полусушен регион од источниот дел на Македонија, тоа ќе биде богатство, рај. Ние имаме ветришта на кај Ветарско што е на кај доле на кај Велеси и надоле на кај Богданци кои постојано дуваат. Значи ќе се градат ветерници, ќе имаме енергенси кои ќе ги извезуваме. Значи не да ги увезуваме, сега увезуваме струја, смешна работа. Ќе извезуваме еколошки најздравата храна. Значи Македонија ќе биде еколошки дупломна зона во многу сфери. Значи светот ќе биде шокиран и сите тие работи, отворањето на гробницата, отворањето на ризницата. Се ќе се градат патишта. Во тие патишта кога се градат ќе видите што се ќе се промени. Опишувам се тоа во книгата, значи да не повторувам се што некои што читале или досада. Значи прочитете во Бог е жив, се сум напишал што ќе се случи во следните 10 години. Повелете кој има прашање, Пети ми каже. Значи јас имам една дилема. Бог е жив, ја читав 3 пати. Еднаш ја читав првиот пат во ракопис, вториот пат ја читав веднаш по објавувањето и третиот пат некаде околу Нова година. Прашањето ми е, која е ангелот? Првиот пат ја доживеав како жена, вториот пат ја доживеав како човек недефиниран, што? А третиот пат ја доживеав како енигма, затоа што почувствував дека Ниче преку ангела сака да ме донесе рака, која што јас не прочитав. Требало 3 пати да читаш еднаш смислава, едно, вториот пат, друго, третиот пат, трето.
Значи, ангел е душа која сретна точно она што е напишано се е автентично. Во месеца на 1 април. Таа значи ние кога умираме, значи одиме во тој паралелен свет и таму сме као грозбови. Значи првите 7 души се најблиски, потоа 7 по 7 49. Значи ангела беше една од тие 7 души. Значи ангела постои како личност. Ја знам моќта која ние ја имаме, бидејќи кога имаш чувства многу јаки, среќа, значи Господ не случајно сокрил и днината од нас. Значи ако знаеме многу работи ќе бидеме шокирани. Замислите ако слушаме по 20 Hz ако гледаме инфрацрвени и ултравиолетови. Значи тие светови ние не можеме да гледаме што некој животни гледа. Тојдите на погреб го погребуваат мртовецот, а вие гледате како тој лепи горе. А пола од луѓето ќе полуди. Значи вие не знаете што се случува во тие паралелни светови. Значи ангела е една од тие 7 души. Тие 7 души кои ги сретнете е многу моќно, бидејќи во физичкиот свет ние имаме хипоталамус кој лачи допамин. Тоа е природен наркотик, како дрога. Кога вие не ја допирате таа личност, а имате многу јаки емоции према неа и таа према вас. Значи вие сте цело време хај, као да сте шмркнати. Природно значи. Но се случило на секој тоа, кога сте заљубени сте приметили што ви се случило. Значи тоа е чувство. За да се напише Бог е жив, значи требало да се појави ангел. Сега, значи треба да се појави душата која ќе напише Бог е љубов. Следното дело. Тоа ќе биде врв во еден нов правец на литературата. Значи буквално, според тоа ќе треба да се направи сценарио, да се сними филм, значи буквално за една енергија која е непоимлива. Затоа немам да говорам, ќе прочитате кога ќе излезе делото, не очекувај дека брзо ќе биде. Значи многу работи треба да се случат во реалност. Значи се креирани тие работи и тие доаѓаат. Значи работите ние ги креираме. Верувајте, пробајте, кога ќе појдете дома, посакате што сакате. Значи не трчете по тоа, кога трчате работите бегаат од вас. Не се плашете, ако се плаши дека нешто дома ќе ти се скрши и тоа ќе падне и ќе се скрши нормална работа. И се крши го немаш, затоа што ти си го повикал тоа. Повелете со прашања, значи ова е ретка шанса вака, после нас нема никој, повелете. Едно општо прашање. Зошто и дали случајно се оди на поклонение во Јерусалим? Колку број на луѓе патуваат секоја година? Значи, зошто и дали случајно се патува во Јерусалим на поклонение и дали е тоа случајно? Значи тоа се енергетски места кај што повеќе луѓе одат, значи се дава поголема енергија и енергијата расте. Значи расте бидејќи големите идеи најпрво се подсмевани, потоа се прогонувани луѓето што ги носат и на крајот за на крајот да бидат прифатени. Тоа се случило со Исус. Замислете. Значи еве да го поздравиме Бејан, да се надеваме дека ќе ни стане ќе биде како што треба. Значи огнот кој го запали Исус Христос во срцата на луѓето по 2000 години, замислете христијанството. Значи е најраспространета вера. Замислете колка е таа моќна енергија. Значи тој го испратен да ни донесе една информација. Но ние 2000 години сме биле заспани до моментот додека не почне науката да ни го докажува тоа. Значи ние преку науката сега патуваме кон мислите на Креаторот. Повторно ќе ви кажам, луѓе ништо не сум попометен од вас. Значи со добри информации треба само да ви кажам, да ви направам будење и започнувате вие истото тоа да го правите. Науката сега се ни докажува. Ние немаме потреба сега да се бавиме со милион науки. Некој потроши например, Ниш 70 години на животот троши за наука околу здравието. Му велат дека до 17-18 години ќе живее и нема шанси повеќе да живее. Типот живее 70 години. Значи, го изманипулирал законот на природата, медицината. Значи се е во системот. Сменил систем на живење, исхрана, пиел вода и ред други работи. Значи вежби, истото можеме да го правиме и ние. Значи ние можеме, како што ви кажав, да живееме колку сакаме и кога сакаме да се враќаме од пресмртна состојба. Еве, познавам многу луѓе кои биле во последна фаза на карцином и доволно да му кажеш и он се враќа од
Анита Мурчани, купнеам да бидам своја, значи книгата, значи оздравува за една ноќ, има клиничка смрт која што имам и ме поканија на промоцијата, значи да поговорам за тоа. Значи има клиничка смрт и таа се враќа во здраво тело. И сега треба да изземат маркери да видат, значи од карциномот, како после клиничка смрт се враќа, докторот вика не можам да ја најдам лимфни шлести. И на крај докторот вели земете и од рбетниот мозок. Вели нема ни таму. Ајде вика не ме прете будали бе луѓе, гледајте какви се, значи наводите претходни. Значи целото тело е зафатено со карцином. Замислете, таа успеала, значи да влијае на секоја клетка во телото. Клинер, очистила се. Дури во рбетниот мозок немало клетки. Значи се е во системот на размислување. Токму затоа некои клиники, универзитетски болници, луѓето ги стават како медицински феномени и не можат да ви потврдат што се случило. Вели Господ. Да, Господ во него. Мисловниот процес подсвестен. Таа моќ, значи таа моќ може да ви изведе од најтешки ситуации. Повелете вие со прашање да не зборам. Јас сакам Да, повелете. Јас би се вратила на љубовта. Тука може Да, да повелете. стане. Рековме, нели, кога сме обкружени од негативни мисли, настани, од некој што се околу нас, дека со подарување љубов, со добра мисла, можеме да го смениме. Меѓутоа, што ако добрата мисла и праќањето љубов, кој од искуство зборува, одредени личности предизвикува всушност спротивно на себе. Дали ние и натаму треба да бидеме упорни? Или, бидејќи тоа одеднаш не избезумува. Вие ни в љубов воли нас да чујате. Да, значи прекрасно прашање. Внимавајте. Значи кога испраќате љубов треба искрено да испраќате. Значи не да глумите сами пред себе или пред некого, како што рекол Ошо. Вели што е его? Ќе купиш дома пластично цвеќе и комшијата мисли дека е свежо цвеќе и ти се воодушевува. Ама ти знаеш дека е пластично. Тоа е его од латински јас. Значи, јас сум подобар од тебе. Зошто јас не употребувам странски зборови и милион глупави зборови кои ги употребуваат политичарите и некои од професорите? Што вие кои ги читате моите книги да кажете, овој ниче е попаметен од мене. Смешна работа. Значи, одма ќе му го видиш паметот на тој писател што вметнал 500 зборови кај што ти мораш со лексикон да ја читаш неговата книга. Абе, кажи ми со едноставни зборови. Ние имаме јазик, македонскиот јазик е многу богат. Значи, јас не сакам вниманието мене да ми бега на страна. Значи, колку е кој паметен, секој си е паметен. Денеска нема глупи луѓе. И во оваа просторија нема ни еден надпросечно глуп. Тие се на друго место. Значи, не го интересира оваа проблематика. Тој да дојде тука да залута, ќе сака да испуши цигара, ќе си излезе и ќе си отиде. Значи, нема глупи луѓе, верувајте. Тие ќе отпаѓаат за тоа што она што господинот претходно праша. Значи, со таа брзина ние ќе го надградуваме ние системот, што тие не може да го издржат тој притисок. Затоа што не кеш да го надградиш, не дека немаш. Значи, секој мозок се надградува. Штом го имаш, значи тој се надградува. Повелете со прашање. Сум досаден, тоа е натачно. Значи, ме интересира нешто повеќе за свесноста на душите. Значи, нашите мисии за животите и вашата мисија како душа од Повторно одлично прашање. Значи, господинот ме интересира свесноста на душите. Свесноста на душите, мисијата, значи зошто доаѓаме да речеме тука и мојата мисија. Значи морам да ви кажам, ние кога умираме, во моментот кога се двоиме од телото, значи ги задржуваме целосно сите информации. Значи не се губат информации. Информациите кои ги имате, никогаш не се губат. Се што сте поминали. Јас сите кога би ве сретнал таму би ве запамтил по ликот. Јас таму гледам само енергија. Гледам вашиот лик. Јас кога го прашав Исус, дали си ти тоа што го гледам, тој ми вели, јас сум тоа што ти сакаш да го видиш. Зошто е тоа така? Јас бев христијанин, значи верував во Исус, го видов Исус. Ако бев муслиман, таа е истата енергија, но ќе го видам со ликот на Аллах. Ако бев будиста, ќе го видам ликот на Буда. Бидејќи јас така сум се убедил, бидејќи претходно ми било кажано дека ова е Буда, тој е твојот Бог, ова е Аллах, тој е твојот Бог, ова е Исус.
на ескимите, нивниот Бог. Значи според нашето убедување ги гледаме работите таму. Кога го прашав Исус, зашто овде не постои болка? Вика, болката е погрешна мисла на очекувањата, таа не постои овде. Све ви кажал во една реченица, луѓе. Абе, болката боли овде, ништо друго. Му велам, кој сум јас? Вели, ти си се она што е после јас сум. После сваќам дека на вистина, тоа што јас мислам за себе, тоа сум. Прашете ги дома најблиските и тој што спиете со сопругот, со сопругата дома. Кажете ми искрено што мислиш за мене, како ме гледаш, ти опиши ме во 10 реченици. Ќе се шокирате дека он ме гледа многу поразлично од тоа што вие мислите дека ве гледа. Значи, вие сте се убедиле дека тој така ве гледа. Значи, пробајте, а таа е едноставна техника. Речете му искрено, значи те сакам најмногу на свет, као да сме и брати, сестри и све, значи само искрено кажи ми што ти мислиш за мене. Значи, опиши ме со 10 реченици. Ќе останете шокирани, верувајте. Значи, ни вашите најблиски и децата и родителите не го мислат она што вие го мислите дека тие го мислат за вас. Значи, се е внатрешна перцепција. Значи, се е што си после јас сум. Затоа велам, само свесните битија може да ја креираат иднината. Станете свесни. Знаете дека имате моќ, огромна моќ, која ви е дадена. Искористете го животот. Сега е шансата да се надградите во овој физички свет. Искористете го ова. Тоа ретко се случува. Затоа што некои не сакаат да се прираѓаат, да доаѓаат. Вие сте дошли тука, победници сте, капетан на вашиот брод. Значи, искористете го тоа. Повелите со прашање, може да го искористиме време. Се извинувам, мојата мисија. Значи, да не одговорив на тоа. Значи, мојата мисија е... Јас не сакам да се вратам тука. И не ќе да се малтретирам со вакви предавања, да ви објаснувам и да се гневам. Значи, таму беше милиарда пати поубаво. Но како јас да им го кажам тоа на луѓето? Значи, не по своја воља се вратив. Значи, како со која брзина патував, во тој дел со таа брзина се вратив. И затоа водев толку време инат, бидејќи претходно читав многу литература. Не сум надпросечно глуп за да излезам и кажам, го видов Господ. Завршиш во жолто комбе. Ја затоа собрав 5000 докази кои покажуваат со прст. 5000 докази од наука кои покажуваат со прст кој некој креатор создател планет. Затоа има храброст да го кажам сето тоа. Значи, до истината за вечноста ми беа потребни 14 години, а до Бог е жив 16 години. За да ги кажам, да ги напишам, да го напишам тоа што го напише во книгата, бидејќи кога збориш може да направиш лапсус. Јас можам да кажам сега во Бог е жив. Сега извинете, тука јас грешив, па лапсус направив. Нема лапсус. Кога си оставил веќе на хартија, тоа е тоа. Назад нема. Завршена е приказната. Ова ќе обстои уште илјадници години како книга. Значи сите книги, замислете во Светото писмо е 1000, Новиот Завет е 1700 години. Значи мојата мисија, јас не гледам дека имам некоја посебна мисија освен будење. Јас само треба да ви кажам тоа што вие знаете, да ве поттикнам на знаењата кои сте во вас. Значи себично е да јас тоа го чувам за мене, токму затоа во Вестината за вечноста пишувам. Всушност оваа книга не е моја, таму припаѓа на македонскиот народ. Значи некој сакало тука да излезат тие информации. Значи ние сите тоа сме го знаеле. Како јас да кажам тоа е моје, колку јас сум македонец. Значи тоа е на сите нас. Колку е тоа себично јас да не кажам за тие едноставни техники кои и помогнале на кучара, кои помогнале на многу од нас. Значи зошто? Тоа е многу себична работа. Повелете со прашање. Верувам, че многумина од нас се допреа во нашето вечно, се препозна, се споделиха многу работи. Меѓу другото, јас ја чувствувам духовноста на овие луѓе, како што и тие нас не чувствуваат сите. Ќе ви кажам дека ми се случија повеќе работи, што јас ги најдов, но јас многу години не знаев дали треба да ги кажам или не. Во смисла, што мислите за соновните видења? Што мислите за некој сензор кој што е дење во нас?
ето ни кажува нешто. 97 и јас имав едно искушение, кај што ето сите чекаат или мислеа дека може би треба да си одам од овој свет. 97 што луѓето чека може би да си одам од овој свет, па јас се замислив, си имам многу работа, јас имам деца, јас имам внука, јас не можам да умрам како ќе умрам. Моето семејство... Значи, тоа е врзување. Прави врзување. Значи, и да треба да умреш, да одиш и да си од најтешка болест, кога треба да се врзеш со нешто, велиш јас морам да живеам за моите деца, за моите внуци. Значи, ти несвесно, не им одзимаш нив енергија, се врзуваш. Тогаш Вселената ти вели продолжи. Значи, ти дава шанса да продолжиш во истото тело. Продолжи. Бев сама, ќе кажам, со Господ, кога го прочитав наодот и само реков, Драгица, цел живот си борец, прибери се, биди силна, ова нема да биде вистина. И си реков, нема да плачам, каде сме да ми види дека плачам, додека стигнав дома, а потоа, ќе признам, се исплакав добро, мислам да исчистив се од себе. Кога дојдоа најблиските мои, јас братви, нами и мојот сопруг, јас веќе бев смирена, веќе гледав напред кон сонцето, дека тоа не светлина има пред мене, не е тоа богашко. Со една мала резерва дека јас ќе се изборам со Божјата милост, а христијанска сум по род и по вера, и така ми да просто што толку научеше да верувам, да љубам. И тој многу љубов ми даде и моето на целото моје семејство. И мислам, тоа е моето најголемо богатство. Сега само да ви кажам, кога се видов прв пат со хирургот, моите зборови први беа, докторе, јас одлучив да живеам, а вие што ќе правите, правете. Па ми реков, Одлук, знаеш што сакаш. немајте да сметате од тие нескрамно, ова е длабоко мое, длабоко лично, има тука некој што знаат по нешто. И му реков, докторе, јас одлучив да живеам, вие правете што ќе правите. И докторе, јас имам љубов за 3 животи. Ова сама се цитирам себе. И реков, со Господ напред, а тој само рече, а така, веќе бев здрава, готово. А така, значи ми се, до мислата ми влезе, ми знаеш и вера и готово. Се помина како што помина, со неговата насмерка и со неговата вера. Можем да ти кажем дека не беше само тоа. Мислеа, ете, вака или онака, но јас многу сакам. Мојата последни зборови пред анестезија беа, докторе, јас имам внука, се вика Марија. Тоа беше мојата сила и љубовта. А потоа Господ па, реков, јас не можам само една внука, па јас можам да живеам. Ќе ми даде што куќа. Браво! Браво! Благодарам на што ми живи и здрави, да сакам сите. И вистина, фала му на Господ и на љубовта на моите доктори. Јас имав емисии, правилно, кај што кажував колку љубовта на моите доктори ме држаше. И тоа беше мојата сила. Да ми се живи и здрави и ми се спротивставија многу души, и јас политика нема, во љубовта нема политика. Љубовта е чиста како капка роса. Љубовта е нашето богатство, да ја шириме, да се сакаме. Тие етички вредности што се намалени, да ги фачиме, да бидеме она што сме, македонци од библиската земја. А може замислите и друго нешто, малку библиско зарадно. После втора операција, дори доброволно отидов на втора операција, сакам да живеам. Ми враќаа 3 пати. И јас реков, јас ќе изгледам тоа што треба, ќе живеам. Сега,
После операцијата, може да замислите, цела ноќ на интензивна нега не ме болеше ништо. Само гледав во едни ролетни и чекав да се раздени, да им кажеме на моите деца, оти сакајки да ги поштедам, се договоривме со мојот сопруг, дека нема да им кажеме, кога ќе биде се готово, а ќе биде добро и се беше добро. Одреден да им кажавме и дојда и бев пресретна. И не болеше, месото не боли, ако душата е силна. Значи, да одговорам на прашањето, значи, дали имаме навик кога сонуваме? За се она што размислуваме во текот на денот, се иницира во некоја клетка, како информација, како слика, и може да се случи нешто слично, или може ли нешто од соседна клетка ние да го сонуваме, но некоја се случува, некој вели ми се погоди, точно тоа се случи што го сонува. Да, бидејќи тој бил претходно фокусиран на тоа. Значи, подсвеста е систем кој треба да ни докажува нашите случува, е систем кој е многу прецизен, застрашувачки прецизен, но и е ирационален кој ние можеме да го користиме рационално. Секогаш кога се фокусираме на нешто, подсвеста ја има задачата да го докаже тоа наше верување. Значи, свеста она што сме ние, јас, значи свеста, оние 5% се што ги користиме, ги интересира прашањето зошто? Зошто да бидам богат, зошто да бидам сиров, зошто да бидам учен, школуван, не знам што, среќен. Подсвеста интересира како да го реализира тоа. Ако свеста праша зошто сум среќен, подсвеста ќе мора да ти го докаже тоа верување. И одеднаш ќе ти најде 10 причини како ова што го покажавме преска човек што напишал 10 работи кои ми биле најсреќни моменти во живот. Значи, подсвеста ја има таа функција да ги докажува нашите верувања. Затоа бидете внимателни со вашата подсвест. Немојте да си играте со мислите. Немојте да мислите ја на шала ќе го мислам тоа. Нема шала. Подсвеста 95% е од нашиот ум. Таа е супер интелигентен идиот кој прифаќа се што вие мислите. Зошто е тоа така? Бидејќи во телото постојат леукоцити, бели крвни зрца, кога ќе ве нападне некоја инфекција, информацијата доаѓа до мозокот и мозокот наредува да се множат тие за да може да го уништат непријателно. Исто така функционираат и пептидите. Значи, тие реагираат на мислите кои се произведуваат во хипоталамусот. Значи, кога мислите на нешто, дека сакате цигара да запалите, значи, тие информации одат во хипоталамусот и се зголемуваат, пептиди се множат со голема брзина дека вас пали цигарата и почнувате да се тресете. Значи, треба да излезете од просторија или негде да запалите цигара или дрога или значи, другата ги користи истите сензори што ги користат, значи, пептидите ги користат истите сензори што користи и другата. Што значи дека пептидите не ги препознаваат позитивните и негативните мисли. Нив не ги интересира вие што мислите. Затоа ви кажувам, што се твоите мисли, тоа си ти. Види што сакаш. Тоа што мислиш, тоа кај тебе се репродуцира со огромна брзина. Значи, пептидите не знаеш зошто се множат. Тие само знаат дека треба да се множат, бидејќи мојот газда го мисли тоа. Мојот газда мисли на љубов и ќе се намножат пептиди на љубов. Се става на таа вибрација и доаѓаат милиони луѓе со љубов. Мојот газда има полне со злоба, со негативна енергија и меѓу милион луѓе да излезе, ќе го најде некој тепач и ќе му удри бокс, ќе рече зошто му удри, така ми беше кеј, дури не знае зошто го удрил. Значи, ние ги привлекуваме работите преку вибрацијата, преку пептидите. Замислете кој совршен систем направен од некој совршен креатор. Значи, не можете да се излажете самите себе си. Колку да сакаш да лажеш, исто вие како со лимонот, со сликата. Ај не мислете на розовство, ама мислите. Еве не мислете. Што да ви кажам, не мисли на жаба. Одма мислиш, не мисли на риба. Значи, не можеш да се излажеш, бидејќи мозокот секој живее во сегашно време, за него не постои минато и иднина. Затоа внимавајте на вашите мисли. Значи, има веќе презентација, ова беше чудо, што јас не ли очекував, не знам колку се задржавме. Не е случајно. Не е случајно, да ви кажува. Ве поканува, може да дојдете на штанд.
Да, значи не сме завршиле со она што го носам, прочитате во книгите, што и да треба имате на Фејсбук, е тимот тука што го води Фејсбук, а сакате да обрашате се више до мене, јас би ви одговорам, мада во неделата некој го пати самото на Фејсбук, видите, верувате, значи се е динамично. Морам да работам со нешто друго, видите, хранам многу души по фирмата, значи поголема фирма кај што немам време за Фејсбук и за тие работи, но и да пишете на мејл и на Фејсбук ќе ме извести мојот тип, јас ќе ви дадам одговор.